тематски, односно спортски прегледи кои можат нормално ако се редовни да откријат и ризик од повреди и други слични ситуации. Ани? Да, а доколку сакаме здрави спортисти, прво треба да направиме и спортски прегледи, се разбира, особено кога станува збор за младите категории. На оваа тема наш гостин во студиото, доктор Димитар Милушевски. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, благодарам на поканата. Да започнеме како изгледа спортски преглед и кога е задолжително тој да се направи? Вака, спортскиот преглед имаме два вида на спортски прегледи, едниот што го викаме обичен спортски преглед и спортски преглед со стрес тест. Најчесто 80 до 90% од децата и спортистите го прават тој обичен преглед, меѓутоа за оние професионалните спортисти пожелен е и спортскиот преглед со ЕКГ оптоварување. Обичниот спортски преглед опфаќа антропометриски статус, таа значи висина, тежина, body mass index, држање на телото, нели сите оние преглед на коскено-зглобниот коскено-зглобните структури, потоа хематолошки статус, уринарен статус, задолжително ЕКГ и преглед кај докторот. Додека нели спортскиот преглед со ЕКГ, односно со стрес тест, оптоварување на лента или па на велосипед ергометар. Колку често треба да се прават спортските прегледи во текот на годината? Тука ќе ги споменеме и ние млади категории на дечиња кои што нели тренираат во клубовите за прв пат, всушност ја започнуваат својата спортска приказна. Да, спортскиот преглед треба да се прави минимум 2 пати годишно, а почетокот на самото тоа детето кога ќе пројави желба да оди на спорт некој си, задолжително е на почетокот да го донесе родителот, да ги видиме неговите желби, значи кој спорт самото дете сака да го практикува, дали е баш погодно за тој спорт, ме разбирате. И од самата возраст да видиме дали има, например, ЕКГ промени, не дај Боже, дали имаме шум на срцето и сите тие така работи. Споминавте да видиме за кој спорт би се насочило. Давате ли никогаш во таа смисла совет, да речеме можеби родителот неговата желба е да тренира фудбал, меѓутоа вие според анатомијата на телото ќе одредите дека можеби детето е подобро за кошарка? Да, во почетокот децата нели лутаат, одат каде што оди нивната група целна, значи нивните другарчиња одат на еден спорт, па потоа се префрлуваат на друг спорт, на трет. Меѓутоа пожелно е затоа што секој спорт бара различни карактеристики. Например, атлетичарите знаеме дека се малце по-слаби, по-витки, ракометарите се малце по-крупни. Меѓутоа, самиот спорт наложува да видиме каде детето би го сместило, односно во кој спорт тоа дете ќе се пронајде. Меѓутоа, најбитно од се е на почетокот желбата на самото дете. Значи, родителот сепак доаѓа во втор план. Сега, дали постои разлика во грижата кај нашите спортисти, односно по младите, по старите, колку клубовите се грижат за здравјето на своите играчи? Па за разлика од минатото имаме некое позитивно придвижување во таа насока, меѓутоа пак ќе кажам почетокот на грижењето започнува од самиот дом. Значи најпрво од самите родители да му укажат на детето кои се добри, кои се лоши страни, кои се добри исхрани, кои се лоши, ме разбирате? Затоа што самиот спортист треба првин да води грижа за себе си, односно самиот да се бутка, па потоа сите оние институции, вклучувајќи ги и родителите, со цел за тој да биде се подобар и подобар во тоа што го прави. Колку може да му помогне таа редовна контрола, таа грижа практично во успехот на? Па може многу да помогне, затоа што еве на пример доколку дојде детето или адолесцентниот во период на пубертет, нели тогаш имаме нагло извишување, нагло зголемување на телесната маса, или хормоните веќе проработуваат, така да јас сум се соочувал со ситуации кога од еден до друг преглед дури по 15 сантиметри ми се извишуваат, а тежината останува иста. Значи во тој период треба да пратиме како што оди детето во висина, така да оди и во тежина, меѓутоа се разбира во здрава тежина. Тоа сакам да кажам ево вашето лично искуство. Имате некакви конкретни ситуации каде што сте открили нешто што е можеби малку како му доаѓа тоа по-драстична некоја промена која веројатно би уследила и би била некаков ризик за развивање некоја посериозна здравствена ситуација? Да.
баш како што напоменав, нели, во пубертетот кога нагло се извишуваат и момчињата и девојчињата, меѓутоа тежината останува иста. Тука, еве, ќе го земам пример ракометот, пошто сега е актуелен. Ме разбирате, за ракометот треба малце да се покрупни и доколку момчето или девојчето нагло се извиши, значи останува таа дуел игра, односно тоа тука доаѓа до послаби перформанси на самиот ракометар или ракометарка. Значи, како што напоменав, колку што се оди во висина, треба да се оди и во здрава тежина, за да ги издржи сите оние напори. Исто така и, нели, хормонскиот дисбаланс во тој период е, знаеме каков е на сите полиња, така да мора сите оние параметри да се усогласат за како што би можело полесно да се преброди, нели, тој пубертетски период. Да, дечињата обично најчесто во таа возраст, да речем околу 10-та до 12-та година, се жалат на некоја градна болка. Тоа е најверојатно од тоа што растат во тој период, или? Да, се жалат на градна болка, меѓутоа тоа се е она мускулна болка. Исто така се жалат и на болки во коските, во зглобоите, баш како повозрастните лица што ги болат, меѓутоа тоа е од нагло издолжување на самото тело. Тој период трае краток, кај некој е побурен, мислам со поизразени симптоми и болки, меѓутоа некој полесно го поминуваат сето тој период, така да мислам дека едно мало трпение и малку намалување на брзината на тренинзите, на интензитетот, се би било добро. Треба ли да се пијат витамини во таа возраст, децата? Што би требало да конзумираат? Па, јас претпочитам да биде се природно. Меѓутоа, доколку сега самото дете или адолесцент не може да го внесе тој на природен начин, во ред е да се примат. Меѓутоа, да не се забегува со се фармацевско што доаѓа. Ме разбирате? Значи, се што е природно е најдобро. Да, суплементи, меѓутоа сега во ова време гледаме дека сме бомбардирани од секакви суплементи, секакви напитоци кои што ќе ни дадат некоја си, би рекол, лажна надеж дека ние ќе станеме подобри или ќе ги подобриме перформансите. Значи, се да биде умерено. Грешка прават и самите спортисти или самите родители кои што, например, не му дозволуваат на детето или на адолесцентиот да внесува шеќери. Значи, тоа е тотално погрешно. Шеќерите се фактички гориво на организмот, исто како бензинот во колата. Меѓутоа, сето тоа да биде умерено и ограничено. Да не се земаат шеќери, например, во касните сати, кои што кога ќе си легнеме, тие се таложат. Значи, исхраната треба да биде умерено распоредена, а да не се лишиме од нешто. Од тука, дали спортските клубови се грижат за здравието на своите спортисти? Овде ве прашам затоа што досега дадовме акцент на младите категории, меѓутоа како доктор ве посетуваат и возрастни, односно професионални спортисти. Да, и самите деца и адолесцентните и професионалните спортисти, пак ќе кажам, треба да водат првин грижа самите себе си за исхраната, а потоа сите оние институции или клубови да водат грижа. Имаме исто, пак ќе кажам, мало приближување, односно позитивни ветришта, како да речам, дека клубовите почнуваат да се грижат, меѓутоа се уште е тоа на некое си аматерско ниво, затоа што пак ни требаат повеќе ресурси, повеќе средства за сето тоа да се изради. Би се навратил повторно кај помладите и оние суплементи кои сега се бомбардирани, меѓутоа мислам дека имам чувство дека посебно оваа генерација малку помлади луѓе наседнуваат на таа пропаганда, би рекол, еве сега и ги користат уште многу на рана возраст. Меѓутоа оваа генерација многу рано почнува во теретана. Колку е тоа добро? Да, за жал, во право сте, ќе почнам со тие суплементи кои што ги користат, кои што се за многу млади штетни. Тоа се енергетските пијалоци кои што во овие години знаат и како да направат проблеми при самиот организам, при самото мирување, при самото спортување. Значи сум се сретнувал со ситуации кога адолесценти доаѓаат со превисок пулс, ме разбирате, вознемирени, а самиот преглед е сосема, мислам, нема потреба од такви работи. Во текот на анамнезата да дојдеме до податок дека се земаат 2 до 3 енергетски пијалоци на ден, што е премногу и за возрастен. Меѓутоа, за тоа ви кажам, има професионални спортисти кои што ги практикуваат тие енергетски пијалоци и немаат никаков проблем. Значи, секој спортист, секој индивидуа е сам за себе. А што се однесува до оние суплементи за тренинзи, за теретана? Да, спомнавте и за теретаната. Да, сега е
во последно време тоа хит теретана. Првин треба да запрашаме спортистот кои му се целите, значи кои му се насоките, што сака тој да постигне со тоа што ќе оди во теретана. Значи одиме во теретана заради кардиолошки подобрувања или заради тегове. Сега некои спортисти, односно самиот спорт не бара да бидат луѓето премногу масивни. Ме разбирате, пак ќе ги спомнам атлетичарите, тие се ситни, издолжени, ме разбирате. Атлетичарите може да одат во теретана, меѓутоа да не биде тоа премногу со тегови за да не се рашират премногу затоа што нели се намалува нивната брзина. Исто така и во ракометот. Значи тие што се позади се малце покрупни, тие треба да дадат повеќе удел на, односно маса, значи повеќе да оди на тегови отколку на кардио, меѓутоа крилата па тие се поситни, побрзи, тие додат повеќе на кардиолошки вежби. Кога станува збор за исхраната, се прави ли план за исхрана, да речеме од детенце кое што започнува со спорт и од овие возрастни категории? Да, од самиот старт на детето кога ќе оди кога ќе практикува некој спорт, пожелно да се направи нели план на исхрана, повторно ќе кажам, на почетокот тоа е дома, меѓутоа со сите оние параметри кои што ги носат во фамилијата, значи меѓутоа пак и родителите треба да бидат на пример односно некои си туку треба да бидат првин пример за самото дете и за самиот спортист. Затоа што се случува родителите да ги запишат условно кажано децата на спорт само заради тоа да ослабат. Во ред, не е проблем тоа, меѓутоа пак детето го гледа родителот како прв пример кој што би требало да го води во животот. Ме разбирате? Сме се сочувале со деца кои што се 9-10 годишна возраст, кои што имаат преку 70-80 килограми. Меѓутоа, тука доаѓаме до отпор од страна на родителот дека детето практикува спорт и затоа е пожелно да јаде, да биде покрупна, значи тотално е тоа погрешно. Ме разбирате? Треба да се внесува доволно колку што се троши. Најпрвин за базалниот метаболизам, значи за самото дневно живење и дополнителни калории за сето тој спорт да го издржиме. Меѓутоа не да се преоптоварува организмот со премногу храна. Сметате дека тука може би клучна улога и на тренерите затоа што тие се сепак со нив на тренинг, па може би треба да им дадат насоки за исхраната. Да, тоа е целиот ланец. Затоа ви кажав, значи првин почнува од семејството, па потоа наставниците по физичко образование во основното, во средното, се до кондиционите тренери или па тренерите во самите клубови кои што би требало да прават некој си план и програма на исхрана. Меѓутоа, пак ќе кажам, се зависи најпрвин од самиот спортист, колку тој е посветен, колку тој сака да го применува тоа што му е сугерирано и кои се неговите цели и насоки. Кои се најдобри активности според вас за не толку активни спортисти? Значи, младинци кои што туку влегуваат во оваа сфера? Па видете, јас сум како дополнителна или активност? Така, бивши спортист, сега сум аматер, аматерски се занимавам со трчање. Спорт број 1 е пливањето. Значи, од најмала возраст и за држење на телото, за правилен раст и развој, за одличен за белодробниот капацитет на самиот организам, меѓутоа мене ме радува било кој спорт да се практикува. На тој начин, нели, индивидуата не само што физички е активна, нели, е активна и во самата група. Без разлика дали индивидуален спорт, како тенисот или атлетиката, повторно тие спортуваат заедно. Ме разбирате, секој тенисер има спаринг партнер, значи повторно е пак нешто, чувството на припадност во заедница се јача и самиот организам. Така. Постојано е присутен и ризикот од спортски повреди? Тука сте вие за да ги откриете. Да, ризикот од спортски повреди најчесто е кај оние подолги паузи кои што се прават, на пример во зимскиот период кога имаме нели мало стишување на спортските активности и во оној летниот период. И тука повторно ќе напоменам дека најбитно е и самите клубови да направат план и програма. Значи многу често сум се среќавал со ситуации кога спортистите кога ќе се вратат после еден подолг период нели на одмор од прилика од месец дена доаѓаат до ние хронични повреди на самите спортисти од претренираност. Значи тоа е недобро менаџирање со квалитетите на самите спортисти. Значи
буквално фрлање во оган. Самото тело не може толку да канализира колку што се наметнати тие сите вежби и тренизи и доаѓа до оние хронични повреди кои што се најтешкото нешто што спортистот може да го, мислам, што многу тешко го преживува. Дури 44% од спортистите имаат повреда во текот на нивната спортска кариера. Значи, сето тоа треба да биде добро избалансирано за да не дојдеме до тие несакани повреди. И сега според вас еден тренинг во зимски услови, со оглед на тоа дека имаме нормално малку посубстандардни услови, малку пониски температури, меѓутоа еве конкретно и Скопје и неколку градови во Македонија константно се на листата на најзагадени градови не само во Европа, туку и во светот. Како би требало да се изведе еден таков тренинг? Видите, јас практикувам тренинг на отворено, меѓутоа да, како што спомнавме, ние сме доста загаден град, доколку се може, како што спомнавте исто и теретаната, еден вид на некој си тренинг кој што би можел да се изведе, секако нема да биде тоа во тие услови како што бара, меѓутоа убаво е, знаете, да не се прави преголема пауза. Исто ние имаме проблеми со латните сали, значи не е само тренингот надвор, значи внатре некогаш во салите е дури поладно од надвор, меѓутоа па е почист воздухот, така да некој си компромис од сите овие нешто би било идеално. И еве еден совет од вас да го заокружиме целиот разговор на крајот на зимскиот распуст. Што треба да знаат родителите и децата, посебно кога станува збор за спортот, за прегледи, за цел тој систем на активности кои нели следствено еден на друг се редат? Ти почнам со најмалите, значи убаво е родителите да ги запишуваат на било кој спорт, повторно ќе напоменам. Тука се подигнува карактерот на самата индивидуа, значи чувството, повторно ќе кажам, на припадност, спортскиот живот, исхраната. Ќе апелирам да се обрне посебно внимание на тој дел, затоа што ние сме веќе преоѓаме во малце гојазна нација, што мене лично ми пречи тоа, значи да се конзумира нормални оброци, убаво распоредени, значи да не се претерува со ништо, меѓутоа да не се лишиме исто така од ништо. Ви благодариме на гостувањето, докторе. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да се сретнеме за вакви убави и советодавни теми. Да, убави совети и за родителите, меѓутоа и за децата. И за децата. Реков таман на крајот на зимскиот распуст.